Дистрикт Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Имер Селмани. Википедија понешто оттаму за Имер Селмани. Дипломирал на медицинскиот факултет при УКИ. По професија бизнисмен или стопанственик, се едно, но главно и политичар, поранешен пратеник, вице-премиер и министер за здравство. Во 2000-та е избран за градоначалник на општина Сарај, еден кус период е председател на ДПА, па на својата нова демократија. Подпредседател на, благодарам, на ДПА, па потоа на својата, можам да кажем својата, на вашата нова демократија. Во 2009 година е кандидат за председател на Република Македонија, шокантно добри резултати, но недоволно за победа. Етничката мајоризација и неграѓанската држава во тоа време си го направија своето. Интервју на Зоран Иванов со Имер Селмани. Добре дојдевте во Дистрикт прес студио. Добро најдовме. Лекар, паметите ли дека сте завршиле медицински? Да, секако тоа се еден од побавите моменти во животот, како секој студент и млад човек кога сонува за својот живот, за семејството, за иднината. Беа турбулентни времења, секако 87 година, односно 86 година се запешав, па тогаш по тоа старо правило југословенско се уште требаше да одам во војска, да. И не се дискутира учењето, значи требаше во војска една година да поминам и 87 до 92 година после со студиите. Беа време на големи промени, големи соништа беа во прашање на почетокот, кои што на некој начин избледа или почна се рушат со рушење на старата Југославија и почетоците, првите години на независноста на државата. Тоа може би беа и пресудни моменти и години да не почна да работам како лекар, туку да пливате во други води. Како стопанственик, како млад бизнисмен, заедно да формираме семеен бизнис и оттаму да почнеме, како многу други, впрочем, што направија, што завршија други професии, а почна директно во бизнисот, кога се отвори општеството, стопанството и можностите да работиме и да заработуваме. Многу од мои колеги новинари кои на време го напуштија ово новинарството го цитираат, нели, тогашниот англиски премиер, британски премиер Черчил, кој бил новинар, па дава порака ако го напуштите на време, нели? Вие сепак многу брзо ја напуштите медицината. Но останало нешто, претпоставам, и тоа вие образование верувате на науката. За ова пандемијава, за ковидот, многу антиваксерство, не само кај нас на светско ниво, верувате на науката, на вакцините или уште не се доволно истражени? Кој е вашиот став? И каква порака како лекар, нели од тие ваши времења лекарски, не само ќе дадете на македонската јавност? Бев и министер за здравството 2006-2008 година. Понатаму нормално знаете професијата, односно за тоа што вие сте били образовани 5-6 години, тоа е голем влог и претходно средното образование баш во биотехнолошките науки ти дава солидно. Што им порачуваме, да се вакцинираат луѓе или да не се вакцинираат? Мислам тука не треба. Нема дилеми. Не, за мене нема дилеми, за моето семејство и моето обкружување нема дилеми, значи моите родители се вакцинирани уште април ова година, значи на почетокот на самиот процес на вакцинација, ние дома сите сме вакцинирани, вклучувајќи го синот кој што е најмалку, што има 16 години, и тоа со 2 дози, така што единствен начин како да се превенира, не да се лечи, затоа што ова болест ако веќе ве закачи, ако сте инфицирани, може да се излечите, а богами и некогаш не се успева затоа што нема лек, нема специфичен лек за вирусот, така што единствен начин како да се заштитиме е вакцинацијата и тука несомнено науката во последните 100 и кусур години толку направила да човештвото се има неколку пати спасено. Малку инсистирав на ова прашање и на овој одговор од една причина што вие сте лекар по образование, бевте и министер, нели, како што и ме подсетивте за здравство, спомнав јас и ова крадејќи од Википедија, но јас се сеќавам, но многу ваши колеги, лекари активни, се против вакцинација, не само кај нас, туку и во светот, и тоа е едно движење кое
Зошто мислите, после 6, 8, 10 години еве школување или практика медицината, се уште лекарите сами се сомневаат во квалитетот на вакцините, во завери и така натаму, во чипови, на прсти се бројуваат лекарите кои што заговарат односно се против вакцинирањето. Кај нас, богами, шпекулативни, да кажеме, се тие повеќе информации или дезинформации. Вистински лекар по професија, кој што ја врши професијата, кој што студирал долги години, кој што се внел во науката, не може никош да биде против вакцинирањето, затоа што таа диплома тогаш јавно треба да излезе, да ја искина, да ја фрли, да не верува во науката и во тоа што студирал. Така што такви повеќе се шпекулативни информации или дезинформации и мораме да признаеме, живееме во 21 век, во време кога социјалните мрежи, социјалните медиуми, Facebook, Instagram и сето тоа што не обкружува, имат за жал многу поголемо влијање него вистинските медиуми. Так, знаете, вистинските медиуми, вклучувајќи го и вашиот, сепак има одредени политики, има етика, има правила. Денес може да стане новинар секој од 8 милиарди луѓе. Не може секој лекар да стане. Не, новинар може да стане во смисла да пушти информација, да даде свое мислење. И знаете, кои ќе се повторуваат после сите тие дезинформации, често пати злонамерни и често пати заради постојање и на интереси, да не збориме. И од висок профил на одредени центри на моќ, кои што имаат одредени интереси, бизнис интереси, финансиски интереси, може да бидат против една или друга вакцина. Ние гледаме поларизираниот свет, се уште да кажеме Европската унија не ги прифаќа или не ги пушта во употреба Спутник и Синовак и останалите вакцини. Бизнес во прашање. Не е само бизнес, значи е пак политика. Така што јас сум за вакцинирање, тоа е единствениот начин како да се спасиме, да се културлиме од ова зло. Спомнавте, мал е бројот на лекарите и кај нас и на светско ниво, но што правиме со родителите? Некако одзивот за скрининг, што мисли лекарот Селмани? Треба ли децата да се проверуваат? А зашто да не се проверат? Да. Ние дали плаќаме, кога имаме потреба нашите деца да ги пратиме некаде во странство, да патуваат. Што е проблем кај родителите? Извинам, да довршам мислата. Еве со децата, идеме во Грција. Правиме PCR тест. Значи доброволно за да докажеме на граница дека ние не сме носители на вирус. Може на училиште не може, така. Тоа е еден момент. Второ, влегувате во Грција. И на излегување ќе ве застане, нема да ве праша, дури тој ќе ви каже мора да направите PCR тест, ќе направите. Сега што е разликата од тоа што ние кога имаме некој интерес личен да идеме заедно со децата на одмор, да не ни остана тука, можеме тоа да го направиме, дури да платиме. А ако треба да се направи скрининг заради оригинални изворни информации на Министерството за образование, на владата, за да креира политики. Знаете, вие не можете начораво да креирате политики без да собирате информации. Има, за жал, има секој постирање во социјалните мрежи. Секоја изјава на неодговорен родител може ајде кажеме како запчаник да направи ефект врз другиот родител. Но реков тој ист родител, ако треба да оди на летување, со задоволство ќе го подвргне и своето дете на тестирање. Во училиштето каде што учат моите деца, нашите деца, на многу родители, ние од првиот ден, скоро секоја недела или втора недела, се испитуваат, односно се прават PCR тестови. Не ги плаќаме, не ги плаќа училиштето, меѓутоа тоа е за доброто на тие деца, а богами за доброто на нас повозрастните дома што сме. Затоа што може да биде носител детето, има добар имунитет, тој е млад организам, може многу лесно да не покажува дури симптоми ништо. И замислете сега од колегите, од
од децата, од другарчињата тамо да зафати, да се инфицира со вирусот, да го пренесе дома на своите родители, на своите баба, на баба му, на дедо му и после понатаму ќе кукат и ќе лелекат затоа што неодговорни родители не дозволиле скрининг да се направи. Ја сублимирам вашата порака околу пандемијата. Родители, вакцинирајте се, децата нека одат на скрининг, на проверка и така натаму, дезинфекција. Нема штета од скринингот, нема никаква штета, а придобивките се и лични, и семејни, и општествени. Почнахме со вашата, ако можам да речем, образовна област медицината, доаѓаме сега на вашата професија, нели, на бизнисот, на стопанството. Како е денес? Како беше вчера, како е денес, како мислите во овие околности и утре да се води бизнис во Македонија? Како Имер Селмани ги води своите компании, лични, семејни, се едно? Како е да се води бизнис? Бизнисмените се секогаш иновативни и се надпреваруваат со времето, затоа што само така може да идат напред. Не зборувам за Имер Селмани, зборувам генерално. Само така можеме да идеме напред, само така можеме да на промените одржуваме чекор. Пандемијата си го направи својато. Не затвори, не отвори, не затвори. Значи, ни даде импут големо да се дигитализираме. Значи, едноставно преку ноќ образованието се дигитализираше. Да се забрза тој процес. Значи, тој процес кој што може би природно ќе дојдеше за 10 години, тоа ние моравме да го направиме за 6 месеци. И го направивме. Значи, високото образование е дигитализирано, значи, бизнисите. Тоа е едниот момент. И успеавме. Значи, повозрастните наставници научија да работат на компјутер, на таблет, на електронски вештини. Да, значи, направивме кога се мора нешто да се направи и тоа го направивме и како општество успеавме да одржиме чекор. Вашиот бизнис оди пристојно, не велам ни лошо ни добро, дали оди пристојно во вакви околности во кои што се наоѓаме. Да, секако. Плаќате даноци, придонеси, социјално се осигурени луѓето, задоволни се горе-доле работниците, никогаш не е доста. Знаете, сега дали работниците што ги вработува Имер Селмани или неговата компанија, што мислите вие, се задоволни од својот? Не е благодарно да кажам јас дали тие се задоволни, меѓутоа знаете во пазарот на труд, кога денеска и вчера и задутре дури повеќе ќе има недостаток на работна сила. Значи, секој работник може да се напушти и си напушта работно место ако не е задоволен. Ние имаме работници кои што работиме 20, односно од кога сум почнал јас да работам заедно со брат ми, работа се уште со нас. Селмани, се потешко се доаѓа до работна сила и до обична и до квалификувана, станува поготово занатска работна сила, значи водоинсталатер, градежник, електричар, дрејари, не знам, мајстор за плочки, за монтирање, плочкар, значи станува за пофините шофери, замислете, значи имаме ние многу соработници кои што имаат транспортни компании. Вчера со еден од нив се видов. Има проблем со и вика кадар. 50 шофери ми требаат за камиони. Плата 800 евра нудам, не можам да најдам и сега барам начин како да увезувам од некој од соседните држави 80 на шофери. Се иселија луѓето? Се иселија? Не се иселија. Каде се? Друг исто така соработник вика давам 42.000 денари вика за камион. Значи само да има дозвола за камион да вози. Каде се луѓето? Луѓето, пазарот на труд ги отвори границите. Значи стара Европа, Западна Европа многу повеќе него Источна Европа, односно Балканот старе. И вие денеска со либерализација, со визната либерализација, секој поединец кој што сака да си работи во Западна Европа, денеска тоа може да го направи многу лесно. Без никаква процедура, има многу такви кои што идат таму на 5-6 месеци, 5-6 месеци си работат, ќе си дојдат тука, сами идат, значи семејството не го зима за себе, зашто не размислува да остана таму. Добро, меѓутоа додека не се постигне просечната плата, односно платите додека не стигнат некаде на 1000-1200 евра, ќе има додека, памтете го, тоа додека. Што мислите, која е вашата прогноза за тоа додека? Еве, бизнисмен сте 20 години. Многу брзо. Ние, пак зборувам, градежништвото ни е еден од секторите. Мајсторите, добрите тесари или тие што врзуваат арматура, армирачи, знаете колку зимат по предпријатијата во Македонија, не во Скопје.
1000 до 1500 евра плата. Па со таа плата не се Месечен исплати веќе и надоместок. да се иселуваат. Со поради 1000 скапите евра трошкови, не веројатно. можете 1000 евра вие да заработите во Европа. Така што 1000 Трошковите се 1500 евра, поголеми, да, сигурно. тој што си зима плата, он нема причина да се замине надвор. Добре. Тоа се добри вести. Тој тренд, електричар да кажеме, исто така, добра платена професија. Водоинсталатери, значи добар мајстор. Не можете Добро, вие да сте запослите. собственик. Дали вие може да кажете запослите? дека се тоа добри вести? Бидејќи вие сте, како да речеме, од другата страна, треба да давате пари, треба да давате поголеми плати. За Дали е тоа добри вести? добар воопшто, мајстор да? никогаш не е висока платата. Значи за добар мајстор Се враќа тоа секогаш. Он ќе си заработи за себе и за компанијата и за собственикот. А неработник, он е само товар, значи он ниту за својата плата нема да заработи, па макар и 500 и 300 евра му дал. Така што добар работник, значи секогаш е на Имер Селмани, бизнисот е професија, екзистенција и така натаму, но политиката мами. Ве држи уште, и тоа силно, активни сте. Значи јас имам поминато... Не е така експонирани на некоја функција сега. Немам никаква но секогаш и официјална јавноста функција. ве доживува дека сте вие тука, како метеор кој постојано кружи, само да видиме каде ќе се спушти, нели? Точно така, значи јас На која 11 политичка години... матрица? 11 години имам поминато многу интензивен ангажман во политиката. Вие спомнавте некои од позициите кои што ги поминав и зад себе тоа е огромно искуство, огромна можност за да дадеш не само размислување за себе, за луѓето околу себе, туку и јавно да своето мислење да го декларираш за да можеш да помогнеш околу одредени процеси и Во токови. државата и во општеството воопшто. Така што тоа не е голем товар за мене. Напротив, сметам дека е граѓанска должност, она што мислам дека треба да го кажам, неретко тоа го кажувам и јавно. Каде сте сега партиски позиционирани? Не сум никаде партиски позициониран, јас своето, ајде да кажеме, не слободно време, туку дел од своето време, освен бизнисот кој што во неколку области работиме, го имам посветено и во управувањето со Меѓународниот Балкански универзитет, заедно со неколку бизнисмени тука од државата, вклучувајќи господинот Ајдован Адемовски, господин Есер Джефаир од Джефаир Холдинг и така натаму, кој што ги водиме, ги креираме политиките на универзитетот и создаваме нови вредности. Значи, 3 години се вложи, од последните 3 години сум таму јас, заедно со господин Ајдован, и на задоволство, значи, таа не е професија која што... Но матрицата е политичка, да. Таму, па нема ни премно, таму е пред се менаџерство, комбинирано за мене и со здравството, затоа што прв пат, значи, отвараме ова година, почнавме со работа со новиот факултет за стоматологија, стоматолошки факултет и факултетот за медицински сестри и акушерки, така што во сосема нова димензија на квалитет, како просторни услови и како наставна програма. Со добар кадар, академски кадар, првите студенти веќе почна да, значи, се нострифицира програмите, добивме работна дозвола, односно. Значи, ова е уште една област образовна. Значи, една област која што те исполнува душевно, да дадеш допринес за да младите. Ајде да ве потсетам нешто уште повеќе бидат барем во возраста кога студират, да имат можност да студират на англиски јазик тука во државата и да се едуцират рамноправно со своите, да кажеме, врсници. Да, нашиот универзитет има 3000 регистрирани редовни студенти, е најголем приватен универзитет во државата. Ова година имаме околу 800 ново регистрирани студенти, Странци? од кои не, значи околу половина, значи пола е бројката, секојаш статистички половина во државата, пола од студентите се тука од државата и пола се од регионот и тоа велам, има и странци тука. Да, секако. Затоа ние на англиски некако вие сте програма. благороден соговорник, но времево некако неумоливо ни лета. Накратко ќе ве вратам во можеби вашите политички звездени мигови во 2009 година. Се исплашивте ли од резултатот? Ќе ме посетите кандидат за председател на државата,
130... Не, 140, не, 150, околу 150, плюс минус 150.000 гласови. неколку стотици гласа, да. Ве шокираше резултатот? Не го очекувавте. Немојте да ми кажете како го очекувавте, затоа што Македонија беше шокирана, не? Да, беше сите бевме пријатно изненадени, се разбира и јас, огромна благодарност до сите тие гласачи и поддржувачи. Меѓутоа, пак викам да беше денеска та понуда и та програма немаше да биде со 150, тие беше со 300.000 гласови, затоа што тоа време беше сепак време на етнонационализмот, време кога веднаш после тоа, значи 2009-10 година, време на остри зборови, да. Проектот 2014 година почна 2009-2010 година, да не забораваме. Значи време на поделби, а не време на сплотеност и заеднички поглед кон иднината. Кажете ми, не може да се оди точно, но колку да речеме етнички македонци во тоа време гласаја за Имир Салмани? 40.000. Таа бројка уште важи. Ние сме ги анализирале. Но што се случи потоа со Имир Салмани? Со Имир Салмани се случи... Потоа, јас сакам само да поседам на работа. Потоа Имир Салмани ја изгуби политичката поддршка затоа што на едни од изборите малку ја врати реториката кон етнонационалното, не велам национализмот, далеко од тоа. Дали се сеќавате на тоа време и што се случи, зошто ги изгубивте симпатиите кај етничките македонци? И јас ја знам причината. Причините се објективни. Време беше кога 2011 година се одржа пописот, неуспешниот попис. Целата приказна започна некаде 2009 година со проект Законот за попис. Беше закон кој што од страна тогаш на Груевски беше замислен како да го надмудри Али Ахмети, односно Дуи како представник. А од друга страна Али Ахмети како ќе може на некој начин пописот да го спроведе како што сака, без евентуално да 100% биде спроведен законот. Јас бев тогаш против тој закон, затоа што знаев дека ќе вроди немир, ќе вроди конфликт во држава. И тоа се случи. И пазете, значи не бев гатач, меѓутоа ако веќе имаш одредени искуства, може да ги очекуваш резултати. Почне да се пребројува. Значи јас и тогаш и денеска тогаш го познавав доволно добро Никола Груевски за да знам што он очекува, а богами и Али Ахмети за да знам он што очекува. И јас на сите тие разговори, преговори, договори кај претседателот тогаш Црвенковски така натаму. Воденички камен. Значи едноставно пробував да овој проект не биде поминат во собрание. Беа време кога беа медиумите сите цензурирани, контролирани. И знаете, ако сака да ве отцрнат во тоа време, доволно неколку медиуми вас да ве направат националист, и вие ќе бидете националист за месец, два, три. Меѓутоа, проектот, и се извинувам, пошто е многу битно, проектот видовме дека пропадна, денеска нема објаснување зашто пропадна, и среќен сум, нема јавно. Значи, тие јавно, знаете, официјално е законот се запре, односно се запре толку едните и другите по национална основа се затрчаја да пописот со закон. Ке бевме 3-4 милиони граѓани. И сега среќен сум што овој закон што е по кој што се спроведе пописот сега, кај што СДСМ и ДУИ нели го гласа и на крајот го поддржа и опозицијата и господин Мисковски и ВМРО ДПМН, е истиот тој закон со истите членови кои што јас 2010 година цело време инсистирав да биде во ваков формат со ваква содржина. По 10-11 години од тогаш се повратили, какво чувство имате, се повратили довербата кај Имир Салмани од тогашните избори? Како довера зборувам, како чувство имеју македонците? Знаете, јас имам во меѓувреме се граѓанизира државата, општеството и така натаму. Во меѓувреме, значи, ние отидовме многу напред. Државата отиде последните 5-6 години направи голем исчекор, не само за тоа што станавме членка на НАТО, не само за тоа што темите, меѓуетничките теми не се на прв план,
големите националистички, национални прашања не се на прв план, туку Не ние се прв во мода, пат, не се во мода ние или прв нема да се пат повторат? имавме избори Да, кои што се прашам. во тек со коалиции меѓуетнички предизборни. За да поентирате, во врска со вашиот став политички, вашиот дискурс, ќе се повторат, може да се повторат или таа приказна е завршена за Македонија? Не зборувам во некои глобални кризи. Национализмот може ли во така радикални... Не, едноставно не, затоа што и ВМРО ДПМН, која што да кажем беше упориште на одредени национализми, Сите извлекот на лекција. видовме дека сфати дека не е перспективата едината во етнонационализмот, во чукање во гради, туку мора партијата да соработува и мора да се прошири и хоризонтите мора да бидат на политичката сила преку призмата на интересот на сите граѓани, мнозинството граѓани. И предизборната коалиција со алтернатива и небеса, туку алијанса, го покажа токму тоа. Фактот што таа коалиција функционираше и во Струга, функционираше и во Кичево, функционираше и во Гостивар, и во Чаир, и во Скопје пошироко, е доказ дека народот е многу вешт, меѓутоа треба да се води. Треба да се води и да му се покаже патот исправно Така, и може правилно. ли да заклучиме врз достои на ова, на тие коалиции меѓуетнички, дека покрај тоа што се граѓанизира македонското општество и македонската држава, се граѓанизираат и политичките партии? Политичките партии, тие што имат чувство, мора да го слушат народот. Ако не го слушат народот, едноставно може А на народот од грешка во грешка да не преминат. до конфликти? На народот нема до конфликти, народот никогаш и не му било до конфликти, меѓутоа народот, знаете, може да се манипулира од неодговорни политичари. И често пати во историјата и во поблиската бил манипулиран. Значи, нас ни се случи после 90-те години, ние како бивша Југославија, ние се тепавме, се каравме, се убивавме, место мирно да се поделиме, како што една Чешка и една Словачка се поделија помеѓу себе. Така што добри лидери со јасна визија, народот ги препознава и едноставно народот веќе му е преку глава од тешки теми кои што звучат интересно во моментот, меѓутоа не му носат ниту сигурност, ниту безбедност, ниту иднина, а најмалку му носат леп млеко и храна дома. Селмани, останувате ли кандидат на ДУИ на СДСМ за заменик градоначалник на Шилегов или не. тоа завршена приказна со првиот круг на локалните? Не е ниту завршена приказна, ниту се некој сум бил. За да бидете вие заменик градоначалник, вие мора да бидете советник. Значи, законот за локална самоуправа многу јасен е. Значи, градоначалникот бира, односно именува еден за заменик свој, еден од членовите на советот. Така што јас никогаш не сум имал амбиции да бидам... Од каде оваа спекулација? Не сум, јас не сум ја сретнал, никој не ме прашал до сега. Ве фати јавноста, веројатно, многу силно го браневте Шилегов. Јас и сега тврдам. И веројатно таму таа констатација на дел од јавноста дека вие практично сте тандем, нели? Да го водите. Да бев тандем, јас не можеш да крием, ќе се кандидирав и така натаму. Меѓутоа немам такви амбиции. Зашто сум го бранел? Фактот дека он навистина направи крупни исчекори во крупни инвестиции, булевари, патишта, улица, мостови, кои што ги гледаме. Значи, едноставно, он можеби не направи дел од своите ветувања кои што ги ветуваше, не успеа да ги реализира во овој мандат. Меѓутоа, он е тој кој што Енвер Маличи, покојниот сега, го именува за заменик градоначалник. Он беше советник од листата на ДУИ. Он е тој кој што проектите за урбанизирање на северниот дел од Скопје, значи Никола Карев булеварот, Христијан Тодоровски Карпуш, Босна и Херцеговина, да не поминеме во ЕПП пред вториот круг. Не, пошто ме прозовте, значи тие се причините за кои што за вас, а не за кандидатот. За кои што он доби пофални зборови. Така, што вели политичкиот сенс на Имер Селмани?
ќе се скине ли или каде е слабата владина алка СДСМ Беса Дуи? Не, Ќе се скине нема, ли тој нема манец слаба, некаде? нема слабена, Ќе пукне нема ли слабена. на темата Тетово? Не, не. Мислам дека таму е кристално чисто. Синоќа имаше представник во емисија официјално, значи секретарот, генерален секретар на Беса и еден од битните луѓе исто така министерот за економија Крешник Бектеши на Дуи, кој што него знаат дека мора да биде ферплей играта, знаат дека не може и ниту сме, а ниту може, а ниту ќе го определи победникот во Тетово СДСМ. Далеко од тоа. Значи има таму гласачи од различни провиненци, значи таму е битна и ВМРО, колку што е битен и СДСМ. Така што таму мислам дека пред се сега гласачите кои што гласа за Алијанса, алтернатива, пресудни ќе бидат за За следново ми е многу важна вашата оценка. Што се случи на 17 октомври? Будимпештанско сценарио, цунами, ману земјотрес, СДСМ-ско подземје или израз едноставно на граѓанската волја. Што се случи на 17-ти? Ниедна анкета, никој не очекуваше толку голема разлика меѓу гласачите во нивната определба за политичките партии. На 17-ти СДСМ беше победена од СДСМ, едноставно. Сите останати политички партии ги добија своите гласови, на некому малку му се намалија, некому малку му се зголемија гласовите, ВМРО остана, погледнете го Скопје, значи господја Данела има помалку гласови него Коце Трајановски. Коце Трајановски имаше над 100.000 гласа, 100 и нешто хиљади првиот круг. Господја Данела има 87.000. Значи, ВМРО не го зголеми гласачкото тело во Скопје. Погледнете ги општините. Општините секаде, се извинам, се извинам, значи да ја довршам мислата. општините, значи, остана гласачите на ВМРО ДПМН остана верни на партијата, на коалицијата, односно на кандидатите. Она што се преполови е поддршката за СДСМ. Но клучното прашање што мисли Селмани, кој дел од СДСМ го снема, не ги извади луѓето на гласање? Тоа СДСМ треба да го каже. Јас мислам дека тука одговорност поделуваат сите. Од тие што арогантно се однесувале на локално ниво, евентуално на централно ниво, емотивното прашање со спорот со Република Бугарија, кој што на некој начин прашањето со Грција доби позитивен паз, затоа што ние имавме избори мината година и СДСМ победи на изборите после Преспанскиот договор. Имате ли објаснување? Бугарското вето, бугарската блокада, надреалните барања за одредени промени во историјата, едноставно народот немаше кого да казни и казни СДСМ. Не сте од СДСМ нормално, но може би едно од клучните прашања во оваа анализа кога зборуваме што се случи на 17-ти токму со владеачката СДСМ, што се случи, зошто непосредно пред локалните избори Радмила Шеќеринска демисионираше од партиските функции? Па не беше таа пред локалните избори, тоа беше пред неколку месеци, значи малку порано. Нема никаква врска, мислите, со локални вести? Знаете, јас не сум толку добар познавач внатре во СДСМ за да дадам такво моје мислење. Меѓутоа, непосредно пред изборите беше и оној фамозен говор на Бранко Црвенковски во Ману, кој што многу го карактеристира дека тоа е значи моето прашање беше дали тој говор на Ману е последици на демисионирањето на некакви пораки јавни за поделби внатре во самата партија, подржувачите од едната и од другата група. Јас мислам дека сублимат е народот од се по нешто прифати. И незадоволство од централната власт, и од локалната власт, и внатрешните поделби, и едноставно на некој кандидат му даде црвен картон, на некој кандидат му даде жолт картон. Што типувате за 31 октомври? Ќе се случи повторување на 17-ти? Не, 17-ти не може да се случи затоа што тоа беше неочекувано, премногу битна, многу убедлива победа на СДСМ. Очекувате да се 17 не може задржи Тетово и Скопје? Власта па ќе ги задржи секако затоа што Тетово ќе го задржи затоа што во власта се и двете партии. Скопје биде голем предизвик. Скопје значи
на 31 почнува пак од све од нула. Ако не го задржи Скопје, ќе се оди на избори, ќе се прави ново мнозинство, што мислите? Не, мислам дека ниту ново мнозинство нема да има ниту нови избори, барем од најавите од главните луѓе на политичките партии, на коалиционите партнери, а рекомпонирање во владата, односно имиња, може да има нови, кои што од истата провиненција на политичка партија може да бидат. Која е вашата актуелна амбиција? Медицината не е, рековме, бизнисот, политиката? Бизнисот нормално е дел од моето секојдневно ангажирање и тоа интензивно по неколку часа, повеќе часа, затоа што тука водиме одговорна компанија со многу луѓе и инвестиции. Реков, универзитетот исто така ме исполнува затоа што таму генерираме нови можности за младите. И се разбира политиката, ние не можеме ниту јас, ниту вие, ниту е обичен граѓанин кој што едноставно иде дома, иде на работа, во фабрика работи некаде или земјоделство работи, не може да биде индиферентен. Знаете дека ми се на активна политичка позиција. Не, активна политичка позиција. Тука се гледа некаде во скоро време Имер Салмани, во тоа јас лично не, за сега немам некоја активна амбиција. Работите напорно, ве има по медиуми, на Албанија, во Република Македонија. Правам напори тука што можеме да ги зближиме повеќе луѓето. Да резимирам, работите напорно, ви има во јавноста, ви има по медиуми, во полемики и така натаму во анализи. Приватно, сосема приватно, што работи Имер Салмани? Има ли кога имам време, уживам. Некој хоби, некоја доколица, да? Кога имам време, уживам со семејството, патуваме кога имаме време и се дружам дома со пријатели, со семејството, така што сите имаме потреба тоа. Тоа е најдоброто место каде што можеме да се релаксираме, да се одмараме, да уживаме, да се наполниме батерии. Дистрикт, Цивил Прес Студио, Имер Салмани, ви благодарам. Благодарам на вас.